Почнуваме. Почитувани членови на Советот на Општина Битола, врз основа на член 26.2 од Статутот на Општина Битола, ја отворам 67-та седница на Советот на Општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 27 членови на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локалната самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучување. Ви информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за проширување на средствата на буџетот на Општина Битола за 2021 година. Точка 2. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Битола. Точка 3. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за условите, начинот и постапка за доделување на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз на патници во Општина Битола. И точка 4. Тарифен систем за дополнување на тарифниот систем во општинскиот линиски превоз на патници во Општина Битола. Дали има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Може. Појлете, Коњановски Тони. Почитувани колеги, почитуван председателе, почитувана јавност, колеги советници, може би повеќе ова е процедурално, меѓутоа би сакал во 2-3 реченици само како увод. Значи, длабоко сме навлезени и го газиме месец јануари, кој е зад нас, може би еден од и годината зад нас. Една од најтешките која пребродивме заедно со тешка здравствена криза, година на тешка економска криза, чии последици допрва ќе ги почувствуваме, во која многумина од нас излева како губитници. Меѓутоа се надевавме на добар почеток. За жал годинава не започна мирно. Прво не потопи дождот, не изненади, па градот го преплави и направи поплавени нашите неисчистени улици. Потоа некако чудно, како и секоја година во јануар средината не изненади и снегот. За на крај повторно по кој знае пат Битола да ги руши црните рекорди во загаденост на воздухот. Граѓаните на Битола, почитувани колеги, дишат отровен и загаден воздух и Битола е најзагаден град во Македонија, еден од најзагадените во Европа и светот. На претходната седница од друга страна, како Совет, го изгласавме најголемиот буџет во историјата на Битола во висина од 35 милиони евра или над 2 милиарди денари, без да бидат прифатени, разгледани ниту еден амандман предложен од опозицијата. Заради ова и заради уште мал милион прашања кои се наметнуваат, а во духот на толку прокламираната транспарентност која како Совет и како градоначалничка посебно ја пропагираше, би сакал да побарам присуство на градоначалничката Петрова. На оваа седница, која чинам повеќе од една година, не избегнува се соочи со јавноста и да одговори на прашањата на советниците кои доаѓаат директно од граѓаните на Битола. Па во тоа име би сакал да ве замолам да обезбедите присуство на градоначалничката, доколку е можно. Добро, ви благодарам. Дали некој друг бара промена на дневниот ред? Анита Ангелевска, повелете. Да. Значи, веќе е последната година од мандатот, а целиот овој период поминува дури и без никаков обид, барем да проба Наташа Петровска, некако да се консолидира и да најде решение за најобичните, најпрозаичните, секојдневни проблеми на граѓаните. Дефинитивно, јасно му е и на последниот кој што живее во Битола, дека не може да очекува од Наташа Петровска нови инвестиции, нови работни места, почист воздух. Ке видиме подолу во денешните точки на дневниот ред. Не може да очекуваме решавање на јавниот градски превоз, необичното собирање на ѓубрето низ градот останува како проблем,
и што уште не. Истовремено, крајно сум загрижена, но и се срамам заради нашата Битола. Повторно Наташа Петровска не успеа да се справи со и не така големиот снег што падна. Не успеа во основната своја дејност, за која сама си донесе програма, за жал да ја надмине собствената неспособност. Не замолам, може за точката, може Да, сега морам малку да ви образложам. Да слушнеме точката и може да образложите по точката, мака не знаеме која е точката. Сега ќе да знаете и граѓаните мора да слушнат. Да слушнеме предлогот за точка и образложете. Вас полесно ќе ви биде јасно, ама и граѓаните треба да слушнат. Значи, не успеа да ја надмине својата неспособност и Битола остана блокирана и неисчистена од снегот. Мене се ми е јасно, после поминатите 3 години, на граѓаните им е уште појасно, но навистина, обврзана сум да ги пренесам нивните реакции, зашто ете и овој пат Наташа не успеа да се организира и да се справи со снегот. Тоа беше очигледно. Нормално, ненавремената реакција остава неколку дневни последици. Ниските температури помогнаа во тоа, но тоа не може и никако не смее да биде оправдување. Улици со приоритет не беа исчистени, а градот беше блокиран. Реакциите на граѓаните беа оправдано остри и на социјалните мрежи, но и во директните јавувања до мене, заради што ја презедов обврската. Од овде да побарам информација што всушност се случува. Зошто снег во јануари, речиси среде зима, граѓаните треба да знаат и покрај нивните издвоени повеќе од 15 милиони денари за програмата за работа на зимската служба, тоа дефинитивно се нивни пари, пари на граѓаните за кои ние им должиме отчет. Битола беше блокирана и непроодна. Барам извештај за функционирањето на зимската служба, кои активности беа преземени од 13 јануари, еве да речеме до 21 јануари. Ние како Совет мора да бидеме транспарентни и отчетни пред граѓаните, а Наташа одамна го има напуштено ветувањето за транспарентност. Еве, и денес не е тука, односно, извините, тоа не го практикува уште од првиот момент, кога влезе во градоначалничкиот кабинет. Тоа е посебна приказна, не помагаат ниту критики, ниту благодарници во наводници од граѓаните, реакциите на таксистите, значи нема никакво фајде и помош. И ситуацијата е таква каква што е. И на крајот, нема веќе никаква надежка и граѓаните, дека барем малку нешто ќе се подобри, туку само огромна загриженост и очај како ќе го преживеат остатокот од незиниот, еве, да речеме мандат уште од околу 10 месеци. Но сигурна сум, почитувани мои колеги, а особено вие од мнозинството, ќе се согласите дека имаме огромна обврска пред граѓаните, ние како советници да бидеме отчетни и дека нашата основна задача, за која сме избрани овде, е да ги браниме и да ги застапуваме нивните интереси. Затоа, искрено се надевам дека ја имам вашата поддршка за оваа точка, да донесеме одлука и да ја добиеме потребната информација. Околу формалностите, сигурна сум ќе се погрижи председателот на Совет. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара промена на дневниот ред?
Не гледам никој. Добро, ако не гледам, тука го заклучувам делот за предлози за измена и дополнување на дневниот ред. Давам пауза од 5 минути и продолжуваме во 10:35. Председателе, Да, само да ве подсетам, се надевам дека паузата од 5 минути значи продолжуваме со работа по таму каде што застанавме, по дневниот ред. Имавме еден предлог процедурален и имавме еден предлог за промена на дневниот ред. Колегата Коњановски побара да дојде градоначалничка да се приклучи на седница на Совет. Значи сите што треба да бидат присутни на седницата, вклучувајќи и градоначалничката и администрацијата во општината и новинарите се уредно поканети со линк кој неколку пати го користиме на седниците, значи сите што имале време и можеле да дојдат и сакале да дојдат се присутни на седницата. Значи сите се уредно поканети. Во однос на вториот предлог на колешката Ангелевска, само да подсетам дека на претходната седница усвоивме програма за работа на Советот за оваа 2021 година и во таа програма е предвидено извештај за носиме секоја година, извештај или усвојуваме извештај за работењето на зимската служба. Тој извештај после завршувањето на, не знам кога завршува тој дел временски, после тој го подготвува јавното комунално оделение заедно со јавното предпријатие нискоградба и се доставува на советниците, така да во тој извештај кој ќе му дојде програмата ќе имаме да се произнесеме како совет. Дали го прифаќаме, не го прифаќаме, сите забелешки и сите предности, мани, недостатоци што ги имаме ќе ги искажеме тогаш кога ќе дојде на седницата. Поради тоа, бидејќи се работи со точка која ја гласа овој совет, меѓутоа ќе ја гласа најверојатно за, не знам, за месец, за 2,5 месеци, исто на седница, ние ќе се изјасниме воздржано за предлогот на колешката, бидејќи тоа е нормална точка која е во редовна процедура на советот. Ќе ве повикам да се изјасниме за предлогот. Председателе, дали може само уште една реченица само? Немате сега право да појаснувате, бидејќи имавте предлог, го кажавте предлогот, јас го давам образложението, сега преминуваме на гласање, ве молам. Во меѓувреме, колегите кои не беа присутни на седницата се приклучија сите на седницата, значи колегата Корлевски, Бурим Керими, Горан Степановски и Ристен Калтипармаковска, така да советот сега се сите присутни 31 член на советот. Должен сум ради записникот да кажам. Значи све повикувам да се изјасните, Анита Ангелевска. За председателе, сите аргументи кои ги кажавте стојат, но јас барав извештај за определен временски период за да успееме, ако е возможно, да ги надмириме проблемите кои би следувале по евентуално паѓање на снег. Благодарам. Временски период ќе ви биде доставен во комплетниот извештај. Ние го имаме тој извештај во нашата програма и ќе го усвојуваме. Анита Ангелевска е за. Александар Мирчевски? За. За. Билјана Поповска? Борче Димитровски? За. Борче Корлевски? Бурим Керими? За да се извинувам, имам проблеми со конекцијата, не ве слушнав до која точка сте. Значи гласаме за предлогот на колешката за усвојување за промена на дневниот ред на колешката Ангелевска Анита, со која побара информација за функционирањето на зимската служба во период 10 дена. Значи Бурим Керими е воздржан, Валентин Груевски е воздржан, Веселин Талевски воздржан, Викторија Христовска За. за, Дракалска Воздржана.
Владко Шеровски, Воздржан. воздржан. Габриела Илиевска, Да. за. Горан Михайловски, За. за. Горан Степановски, Елена Трајчевска, За. Горан Степановски, за. Елеонора Илиевска, Воздржана. воздржана. Елизабета Тодоровска, Воздржана. воздржана. Жаклина Наумовска, воздржана. Зоран Ѓоргиев, Воздржан. воздржан. Зоран Стојчевски, Воздржан. воздржан. Чулаковски, за. Иван Чотошевски, За. за. Јован Албанти, воздржан. Методиј Илиевски, воздржан. Никол Ченкуловски, Емилија Илиевска, За. Ристенка Алтипармаковска, Воздржана. воздржана. Славен Ајдовски, Воздржан. воздржан. Емилија Костурски, Воздржана. Татјана Крнчева, Воздржана. Тони Коњановски, За. за. Значи, не слушнав од Билјана Поповска е тука и Борче Корлевски. Валентин, се слушаме? Да, сега да. Воздржан. Воздржан Корлевски, Билјана Поповска, Воздржана. воздржана. Добро. Мутиран си, Валентин. Добро. Благодарам. Значи 18 воздржани, 13 за. Предлогот не е усвоен. Преминуваме на гласање на дневниот ред. Ве прозивам да се изјасните поединечно за дневниот ред. Анита Ангелевска. Александар Мирчевски. Против. Анита Ангелевска е против. Александар Мирчевски. Против. Против. Билјана Поповска. За. Борче Димитровски. Против. Против. Борче Корлевски. За. Бурим Керими. Воздржан. Воздржан. Валентин Груевски. За. Веселин Талевски. Веселин Талевски. За. Викторија Христовска. Против. Против. Дракалска. За. Шеровски. Да. Габриела Илиевска. Воздржана. Воздржана. Горан Михайловски. Против. Против. Горан Степановски. Против. Против. Елена Трајчевска. Против. Против. Елеонора Илиевска. Елизабета Тодоровска. За. За. Жаклина Наумовска. Да. Зоран Ѓоргиев. Да. За. Зоран Стојчевски. За. За. Председателе, може да гласам. Сега. Чулаковски. Воздржан. Воздржан. Елеонора. За. За. Тошевски. Против. Против. Налбанти. Да. За. Методиј Илиевски. Да. За. Никол Ченкуловски. Против. Против. Емилија Илиевска. Против. Против. Ристенка Алтипармаковска. Против. За.
Славе Најдовски, За. за. Костурски, За. Крнчева, За. за. Коњановски, Против. против. Значи 17 за. Брателе, Валентин, Повелете. не ме слушна дека гласав. Слушнав. Да, Ирена Ловска за. Да. Значи 17 за, 3 воздржани, 11 против. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на точка број 1 од дневниот ред, одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Битола за 2021 година. Одлуката се разгледуваше на Комисијата за финансии. Дали известителот го има извештајот? Корлевски? Се слушаме, Валентин? Да, дали го имаш извештај од Комисијата за финансии? Повели. Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола одржа седница на 21.2021 година на која разгледа една точка одлука за проширување на средства на буџетот на општина Битола за 2021 година. По разгледување на материјалот по точката од дневниот ред, Комисијата за финансии и буџет на членовите на Советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точката од дневниот ред Комисијата го гласаше со 3 гласови за. Ви благодарам. Благодарам. Отворам претрес по истата. Дали некој бара збор? Никој не бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја заклучувам точката и одлуката за проширување на средствата на буџетот на општина Битола за 2021 година ја ставам на гласање. Анита Ангелевска? За. За. Мирчевски Александар? За. За. Билјана Поповска? За. За. Борче Димитровски? За. За. Едногласно гласаме. Борче Корлевски за. Бурим Керими? За. За. Валентин Груевски за. Веселин Талевски за. Викторија Христовска за. Дракалска за. Шеровски за. Габриела Илиевска за. Горан Михајловски за. Горан Степановски за. Елена Трајчевска за. Елеонора Илиевска за. Елизабета Тодоровска за. Жаклина Наумовска за. Зоран Ѓоргиев за. Зоран Стојчевски за. Иван Чулаковски за. Иван Чотошевски за. Јован Албанти за. Методија Илиевски за. Никол Ченкуловски за. Емилија Илиевска за. Стенка Алтипармаковска за. Славе Најдовски за. Костурски за. Татјана Крнчева за. Тони Коњановски за. Констатирам дека првата точка од дневниот ред е усвоена. Преминуваме на точка број 2. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Битола. За точките 2, 3 и 4 ќе водиме заедничка расправа, бидејќи се тесно поврзани една со друга и измените во едната точка предизвикуваат промени во другите две точки. Истите се гледаја на Комисијата за јавни и комунални дејности. Председателот на комисијата да го прочита извештајот. Благодарам, председателе. Значи, Комисијата за јавни и комунални дејности. Секунда само. Беше одржана на 21.1.2021 година. Листата беа злеени 3 точки на дневниот ред. Прва точка одлука за измени и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Битола. Втора точка правилник за измени и дополнување на правилникот за услови, начинот и постапката за доделување на линиите на превозниците во општинскиот линиски превоз на патници во општина Битола. И трета точка тарифен систем за дополнување на тарифниот систем во општинскиот линиски превоз на патници во општина Битола. Значи трите точки беа гласани со 3 гласа за. Ви благодарам. Отворам претрес. Дали некој бара збор? Председателе, Повелете. дали ќе може кратка пауза, барам 10 минути пред да продолжиме со расправа по точките? Нема проблем.
Продолжуваме во 11:10. Благодарам. Продолжуваме со расправа по втората, третата и четвртата точка. Го слушнавте извештајот кој бара збор. Повелете. Аз барам збор, председател. Иван Чотошевски. Ви благодарам. Почитувани колеги советници, почитувани гости, почитувани представници на медиумите доколку ви има присутни на оваа седница. Што се однесува на превозот, сакам да го кажам следно. Изминатите 4 години превозот за жал остана нерешлива енигма. И СДСМ како локална власт во Битола. Безмалку 4 години наназад можеме да се присетиме кога зборуваме на тема превоз, на политички монтирани судски процес. Можеме да се подсетиме на голем број на ученици кои што превозот мораше да си го платат од сопствен џеб. Можеме да се подсетиме на голем број ученици кои што доаѓаат од соседните општини, од соседните населени места, кои што мораше да се отпишат од средните училишта во Битола и да запишат средно училиште во општината од каде што доаѓаат, само поради тоа што превозот не им беше платен и не беа во можност сами да издвојат средства од сопствениот фамилиарен буџет. Целој процес на менување на еден куп одлуки врзани со превозот во општина Битола, со линискиот превоз, училишниот превоз во општина Битола, финишираше на крајот од ваша страна финишираше со субвенционирање на возниците, големи билети за граѓаните на општина Битола и понатаму се уште немавте решение за бесплатниот училишен превоз за сите ученици кои согласно законот за средно и основно образование треба да го имат. Понатаму во наводници, благодарение, ќе речем, во наводници на здравствена криза и наквиот начин на водење на тој воспитно-образовен процес, нели со онлайн настава и немањето на требата од обезбедување на училиште на превоз учениците, некако ве растерети од таа тема, од проблемите кои ги носи таа тема, кои што всушност вие самите ги направивте. Денес да стигнеме до една ситуација каде што во време на се уште активен оглас за делување на пакет линии за општински линиски превоз, оглас кој го објавивте на 12.1 и кој трае до 26.1, денес имаме на седница совет, дневен ред, разгледуваме одлука за изменување и дополнување на одлуката за општински линиски превоз, со која што де факто ги менувате критериумите од самиот оглас. Одлуката која што денес планирате да ја донесите, на неја стои дека стапува во сила веднаш. Јас стварно би интересира, и вас колеги советници од мнозинството треба да ви интересира, кои критериуми се оценува, кои критериуми бидат вреднувани сите оние превозници кои конкурирале на оглас од 12.1. Сега само на 2 работни дена пред истекот на огласот, вие носите сте со намера денес да донесете одлуката за изменување и дополнување на одлуката за општински линиски превоз. На Комисијата за јавни комунални дејности слушнавме како се тоа го правите, само за да излезете во пресет на барањата на граѓаните, за да се подобри квалитетот на услуги од страна на возниците кон граѓаните. Меѓутоа сето тоа не е точно. Правите некоја си ситна измена во делот на општинските линии. Впрочем, оние забелешки кои што ги имавме ние во еден изминат период, кога донесувавте оваа одлука, која што денес ја сте со намера да ја промените. Впрочем, тоа што беше тогаш наша забелешка, вие не ја прифативте и еве, дури денес ја менувате. Иако, само за подсетување, имаше и протести од одредени населени места, со блокирање на одредени патни правци, само за да сето тоа допри некако до вашите уши како власт. Меѓутоа, тоаш вие
одлучивте да се ставите во одбрана на вашата политичка суета, не да се ставите а не да носите одлуки кои што ќе бидат во функција на граѓаните. Со одлуката за изменување и дополнување на одлуката за општински линијски превоз во делот на член 9, како со претходната одлука беше предвидено секој од автопревозниците кој ќе конкурира, за секоја пакет линија да има најмалку по едно возило во резерва. Денес со измените, со одлуката за изменување и дополнување на одлуката за општински линијски превоз во член 9 го менувате и барате да има автопревозникот кој ќе конкурира за одредена пакет линија, да има само едно возило резерва, не за една пакет линија, туку независно на колку пакет линии ќе конкурира, че сете тие пакет линии може да ги покрие, дозволено ќе биде де факто со одлука да ги покрие само со едно возило во резерва. Никако не оди во прилог на граѓаните, на подобрување на услугите на граѓаните, туку се тоа го правите во прилог на некој од автопревозниците. Не можам да наводам за кој се работи, иначе би го кажал и името и презимето негово, името на фирмата би го кажал толку знам за кој се работи, меѓутоа се тоа наликува на едно злосторничко здружување меѓу лица вработени во општината, што работеле на измени и дополнување на ова одлука за општински линијски превоз и некои од превозниците. Инаку не можам да го толкувам се тоа што го правите сега, на само 2 дена пред истекот на огласот. Затоа колеги од мнозинството јаве доколку има присутни од општина Битола, од администрацијата, во име на граѓани кои што се засегнати од носењето на измените и дополнување на одлуката за општински линијски превоз, сакам да прашам кои критериуми, бидејќи оваа одлука стапува на сила веднаш, кои критериуми ќе бидат оценувани сите конкурирале на огласот или доправа ќе конкурира. Поради тоа, сакам исто така да знаете дека оваа точка ќе ја гласаме воздржано, затоа што вие кои што иравте политички монтиран судски процес на тема превоз, сега себе си промовирајќи се како честни кадри, правите измени на одлуката за општински линијски превоз на само 2 дена пред истекот на огласот за доделување на пакет линии за општински линијски превоз. Благодарам, председател. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Габриела Илиевска. Добро, конечно ме виде председатело, кој што мавкам. Искрено нема да влезам. Јас ве гледам на две... Знам, предпоставував. Две слики, да видам на другата да видам. Па добро, точно е, ние си се гледаме овде на компјутер и баш во тој контекст сакав да земам збор. Значи не можам да влезам во дебата за точката прво, заради тоа што вчера на комисија ни кажаа некои податоци за кои искрено не разбрав зошто се носат, бидејќи никој не ми одговори на моите две прашања, дали ова се прави заради поголема економска исплатливост или за подобрување на јавниот превоз во градот или заради двете работи или за да му се помогне на граѓаните, не добив конкретен одговор. Меѓутоа, кога бевме на комисија, разбравме дека ќе има уште една дополнителна измена од тоа што ни стигна на мејл пред 5 дена. И истата измена ја добивме негде околу 16 часот и тоа по мое барање до председателот на совет дека точката не ни е, дека измените не ни се пуштени. Па еве јас како советник можам да ви кажам дека од вчера од 16 часот ниту некој има време или можност да се консултира, да види во каква состојба, што добива или што не добива превозникот, што добива или што не добиваат граѓаните,
ама очигледно дека оние измени и оние работи кои се носат со овој правилник беа претходно кажани на тие што треба да ги знаат, така да ние овде сме само седнати денес на компјутер за да кренат рака тие што треба да кренат рака, така да мислам дека е излишно секој било каков коментар. Вие имате мнозинство, вие се што ќе решите можете да направите и навистина е веќе жално што институцијата Совет толку се деградира, посебно советниците како советници, бидејќи еве јас лично прашвам како може некој во рок од толку малку временски период за толку важна тема, бидејќи 4 години овде на Совет ние само за превозот збораме, како што зборавме во претходниот Совет, бидејќи една од важните теми за градот, ние добиваме материјали неколку сати уствари 20 минути пред да заврши работното време на општината ги добивме прво материјалите, немаш кој да прашаш, немаш со кој да се консултираш и како очекувате денес некој да има дебата или па во најмала рака да гласа исправно. Така да ние ќе се воздржиме и од дебата и од гласање ќе се воздржиме и ќе му го оставиме тоа на совеста на колегите од власта, бидејќи очигледно дека се што се прави на брзина и се прави само за да се добијат некој временски период каде ќе можат да се докажат колку се способни. Иако во изминатите 3 години јас не видов некои големи решавања на проблемите, меѓутоа што е тука е, сега е веќе и смешно да разговараме што се направило или не се направило, меѓутоа сметам дека мојата забелешка, бидејќи денес имаме само 2 точки на дневен ред, е на место и дека заслужувавме да бидеме известени барем во нормален временски рок. Ви благодарам. И уште една работа, значи бидејќи немаше вчера комбинирана комисија, значи ако некој од колегите не беше присутен и ако не слушнеше дека ќе има измени во одлуката, може и немаше да ги добиеме материјалите кои се изменети. Бидејќи ќе повторам, по барање на председателот на Совет ги добивме, најверојатно тој се јави во општина, за да му каже дека треба да ни ги пуштат измените на мејл. Тоа е смешно, искрено да ви кажам, тоа е смешно да молиш и да документи за кои треба да гласаш. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас може кратко. Корлевски. Ајде, нека оди Корлевски бас. Корлевски. Добро, ви благодарам, председателе. Почитувани граѓани, почитувани колеги и советници, значи интересен е фактот што кога ќе се предложат некои измени, дали се работи за линискиот превоз или одредени точки, али ајде ќе се задржиме на темата, делот на опозицијата, особено ВМРО ДПМНЕ, напоменува некои катастрофични ситуации кои што се далеко од реалноста дека се отпишувале деца од училиште за да се запишат од имале проблем. А од друга страна, на крај резултатот е сепак ние воздржано ќе гласа. Значи, по она што можам, почитувани граѓани, да ви го представам од одлуките кои што се прават. Еве, например, ќе земеме од првата одлука која што ја прави ова изменување, е гласот, значи од членот 2, се менува зборот казнени со зборот прекршочни. Факт е дека можеби при составување на овој правилник или одлуки некои работи биле составувани со цел да има поголема функционалност и одредби во кои што ќе можат оние несовесни превозници да бидат санкционирани за она што го правеле или не го направиле согласно договорот. Кога правно ќе се надополнува, апсолутно заслужува внимание да се дополнуваат сите правилници, затоа што не постојат идеални, за да имат со цел поефикасен јавен превоз, односно линискиот за кој што разговараме. Што значи дека сите оние кои што ќе конкурираат ќе морат да бидат свесни, значи да не се вадат на некој зборчина кога нема да ја завршат некоја задача
дека ќе одговараат за тоа, што е во интерес на граѓаните пред се. И над се, затоа што Општина Битола со ова покажува дека има слух за поплаките кои што одредени превозници, значи приватни превозници, кои што конкурирале на претходниот оглас, ја добиле задачата, одговорноста, услугите кон граѓаните, меѓутоа некои од нив, за жал, ги прекршиле. Дали во временскиот процес, дали во капацитетот на услугите, дали во бројот на пристигнувања на постојките на кои што ги кои што беа одредени, дали во однос на капацитетот на возилата кои што ги имаат и така натаму, да не ги набројувам. Така што ова е уште еден показател дека сериозноста на општината да оди чекор понатаму во подобрување на услугите на граѓаните, а од друга страна кон сите оние приватници или превозници кои што се приклучуваат во превозот, дека ќе бидат санкционирани и сериозно треба да ја сватат улогата во овој процес. Исто така се пренесуваат одредени работи кои што можам да ги видам од овој правилник кои што се изменуваат и се додаваат во однос на нивните капацитети на возилата. Значи, во нивните капацитети на возила во кои што ги имаат например, во точка член 9, вели собственик има договор за да има најмалце лизинг за минимум едно регистрирано возило по линија и едно во резерва, со најмалку 8+1 седиште. Значи, тоа што многу пати како изговор го коментираја превозниците во одредена ситуација кога немаше да се изврши некој превоз, за кој што опозицијата споменува дека општината е крива, а учествувал самиот приватен јавен превозник, дека е едноставно возилото му е во квар, дека нешто. Значи, со овој правилник се дополнуваат нештата кои што ќе донесат до подобрување на јавниот превоз. И мислам дека една ваква работа, затоа сте самите свесни, кога ќе гласа опозицијата воздржано, инаку зошто би гласала воздржано кога нешто е лошо? Гласала против. Во однос на тоа што спомнувате дека некој направил кривична работа, дека некој направил криминал, и ние како власт ве охрабруваме тоа јавно да го кажете, и ако е тоа така, за тоа треба да проведете процес. А не само коментари кои што ќе манипулираат јавност. Затоа кажувам, и целта на моето јавување и соопштение кон граѓаните дека не постои идеален правилник, не постои ниту идеален закон кој што се менува, кога е во интерес на граѓаните на општина Битола. Затоа, барем јас како советник, овие дополнување измени, кои што мислам дека ќе ги вразумат малце подобро сите оние кои што конкурираат во однос на јавниот превоз, ќе им дадат до вистинско знаење дека мораат сериозно да си го сватат она за што се заложиле, за она за што добиле дозвола, ќе морат да го исполнат. Пред се заради граѓаните. Тоа е обврска, бидејќи се исплаќаат со пари на граѓаните. Ви благодарам, председател. Благодарам. Методи Илиевски бараше збор. Председателе, значи малку сакам да направам една ретроспектива на тоа што го имаме носено како одлуки во изминатиот период за ова прашање во кое разговараме денес. Значи, превозот и транспортот во Битола на граѓаните, односно на учениците и така натаму, во минатото беше тема за која често сме разговарале.
и во која можам да потврдам за граѓаните на општина Битола дека се она кое го говоревме дека ќе се реализира. Што сакам да кажам? Направивме во изминатиот период да имаме поефикасен и поевтин транспорт во нашиот град, односно за доброто на граѓаните. Мораме да ги потсетам, сакам колегите и да потсетим и граѓаните дека носевме во неколку пати, во неколку наврати одлуки за кои општина Битола се задолжи за набавка на 4 автобуси. Можам во овој момент слободно да кажам дека за многу брзо време се работи за недели во општина Битола ќе пристигнат 2 нови автобуси за превоз, а во наредниот период, односно во наредните месеци, ќе пристигнат уште дополнителните 2 автобуси кои ќе бидат имплементирани во јавниот градски превоз. Немој да заборавите дека имаме донесена одлука за формирање на регионално претпријатие за превоз на патници, кој е во постапка. Значи не зависи тоа само од општина Битола, зависи од соседните општини. Доколку пратите, ќе видите дека и тие во овој правец се опроменуваат со одредени возила кои ќе служат за, се разбира, спецификите и потребите на секоја од општините. Одлуките кои денес ги носиме се токму во правец тоа дека општина Битола продолжува да го олеснува функционирањето и транспортот на граѓаните во нашиот град. Можам да напоменам само неколку дестинации, а тоа се дел од нашите приградски населби, во кои граѓаните имаат само неколку пати возна линија, сега ќе имаат зголемени пати на простор за превоз на патниците. Почитувани сограѓани, верувам дека продолжуваме да работиме во делот на олеснување на вашите секојдневни обврски потреби, а при тоа книжиме заштеди и ја осовременуваме Битола во тој правец, тоа што во 2021 година 4 превозни средства веќе ќе има општина Битола и тие ќе бидат пуштени во употреба во нашиот град. И благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Аз барам, ако не бара некој друг по прв пат. Нема никој, повелете колега. Почетски Манчо. Благодарам, председателе. Значи, искрено немам намера да влегвам во некои политички препукувања. Ту сакам да зборам за она што е реалност и за она што е вистина. Она што СДСМ направи. Како Петровски градоначалник и СДСМ е локална власт во Битола, тема превоз се случи следно. Значи, превозот за ученици понатаму не е решен. Доколку немавме здравствена криза и онлайн наставата, па го видевме сите. Јаните добија поскап превоз. Значи, тоа многу добро го разложивме при носење на тарифникот. Многу добро направивме компарации, ако еден билет претходно од Лопатица до Битола коштал 50 денари, сега кошта 90 денари. Истото го имаме, истиот пример го имаме и со Долна Оризар, истиот пример го имаме и со населените места од поранешна општина Бистрица, истиот пример го имаме и со населените места од поранешна општина Цапај. Граѓаните добија поскап линijski превоз. Секојдневно сме сведоци дека линijskиот превоз не се одвива согласно возниот ред. Зошто општинскиот инспекторат не постапил согласно ова одлука за општински линijski превоз во Битола, тоа си е проблем на Петровска. Јавното претпријатие Паркинси, само формирање,
што тогаш зборувавте. Дека всушност ќе види предпријатие кое што е така и му е името всушност на тоа предпријатие. Значи ќе биде предпријатие кој ќе покрие и дел од општинскиот линијски превоз. Такво нешто до денес нема. Сега пред некое време, нели, формиравте регионално, донесовме одлука за формирање на регионално предпријатие. За сега пред малку пак да слушнеме уште нешто друго од колегата Илиевски, ама тоа не зависи само од општина Битола. Значи повторно риби политика. Почитуван колега Корлевски. Значи само да појаснам. Ако ја имате пред вас одлуката, која што се уште на сила, и ако видите во член 9 од одлуката за изменување и дополнување на одлуката за општински линијски превоз, која што денес најверојатно ќе гласате за, тој следно. Че во член 9 реков од одлуката за изменување и дополнување на одлуката за општински линијски превоз. Че во член 17 став 6 точка 3 се менува и гласи: да е собственик или да има договор за лизинг на минимум едно регистрирано возило по линија или минимум едно возило во резерва за сите линии. Предходно стои во одлуката дека за сите линии, значи за кои што ќе конкурира, пакет линии мора да има по едно возило. Сега може да конкурира за 12 и да пријави само едно возило во резерва. Никако не оди во подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните. Прашањето, тоа ако се случи еден превозник да добија повеќе линии, да се случат дефекти истовремено на еден или на два, на едно или на две возила, говорот од представникот од општина Битола на комисија беше да се надеваме дека такво нешто нема да се случи. Затоа најодговорно тврдам дека овие одлуки, ова одлука која што денес планирате да ја донесете, само 2 дена пред рокот на истекот на огласот, оди во насока на фаворизирање на некој од автопревозниците. Ќе видиме кој е тој автопревозник после завршувањето на овој оглас, и после доделувањето на општинските линии. Така да, ако претходно требаше автопревозниците таму да имат, значи, најмалку по едно возило за секоја пакет линија, само за да биде подобар квалитетот на услуги кон граѓаните, сега може да има само едно возило во резерва, независно на колку пакет линии ќе конкурира. Благодарам. Корлевски ви поведи. Реплика? Извини. Исто мислам дека и Корлевски беше спомнат. Добро, извини. Да. Реплика. Благодарам. Корлевски, па ако сака Тошевски, па после Методи Илиевски реплика на говорот на Тошевски. Повелете. Ви благодарам, председателе. Ова колега Тошевски, знаете како прво почнувате линијскиот превоз, јавниот превоз не бил решен, ама среќа со кризата. Ова, ако не победеше Бајден, Џо Трамп ќе беше и натаму председател. Абе, не може така. Ако не беше ова, ќе беше онака. Така е како што е во моментот. Во моментот, решавањето на линијскиот превоз и јавниот превоз е подобро од времето кога вие стоевте за еден криминален јавен линијски превоз и со учениците. Прво, не е точно дека е поскап, ние ќе се убедуваме постојано. Колкава беше преносот на ученици од Царев двор до Битола? 900 денари по ученик беше? Колку беше превозот? Од општинската каса колку се одува? Тие не се државни пари. Вие ги заборавате тие финансиски средства за кои што заглавува училиштата. Вашите колеги треба да ги прашате внатре во партијата, кои што беа директори на основните училишта, кои што ги враќавме финансиските средства. Најголемиот долг беше толку кон учениците кои што го праќаат тој превоз. За едно дете до Новаци беше 800 денари, превозот беше поврат еден ден. Ама тоа го заборавате, толку. Ама поскапо било за 2 денари превозот до Долно Оризари ќе го спомнувате. Затоа што се раздвои линијскиот превоз за ученици, оние кои што се слободени од плаќањето и оние кои што требат. И кога ќе споредите
Сумата ќе ви биде многу појасно и многу поефективно. Меѓутоа пак велам, велите не сакаме политички говор, ама влегувате во манипулации кои што го дефокусираат јавноста. Прво, велите одлуката која што била претходно од членот 9 била подобра, а ако била подобра оти тогаш гласавте повторно против за линискиот превоз и воздржано. А сега била полоша. Вие не самите не знаете кога била подобра, кога била полоша. И второ, го читате само тој член кој што ви одговара. Ами прочитајте го и членот 10 во точката 14 кај што се менува и гласи: договор за една групна понуда и заедничко одржување на пакетот линија, односно на поединечна линија, доколку две или повеќе фирми поднесуваат заедничка групна понуда на еден ист пакет, односно линии за една поединечна линија. Така да тоа се коси со она што го говорите вие дека во точката 9 доколку некој конкурира и треба да има само едно минимум возило, а претходно било за сите, и ако еден ги понуди понуда, го дополнувањето во линија во кој што кажува дека може само еден, значи додат во доколку се двајцата додат за иста понуда, а не може да додат за различни понуди од линии. Затоа дочитајте го цел правилник, не е само една точка, не е само еден пасус. И во однос на паркинзи она што го спомнувавме јавното претпријатие кој што ќе врши јавен превоз. Во текот на минатата година, односно пред само еден месец, носовме одлуки во кои што спомна колегата пред малку Илиевски, ги напомена. Заедно со Пелагонискиот регион кој што ќе се формира тоа меѓу општинско, во кој што ќе има повеќе прво пред се возила кои што се на екостандарди, набавката на општина Битола која што е во тек на, значи веќе тоа може да се види во системот во кој што има јавни набавки за возила, за екоавтобуси, значи нештата функционираат, а и за паркинзи, за тоа претпријатие кога го формиравте, за кој што и натаму велите дека се скептици, на крајот и незиното функционирање излегува со позитивен биланс, бевте против. Се за она што е позитивно и она што е добро за граѓаните, вие гласате против. Јас не гледам нешто со кое што велите дека се фаворизираат. Кога некој правилник носи одлука, вели дека од зборот казнени, можеби да, признаваме, и претходно требало да го сватат подобро оние кои што тендерирале, се менува со зборот прекршочни. Општина Битола не се заштитува самата себе, значи немала цел да се заштити како субјект, туку да ги заштити парите на граѓаните. Туку дека сериозно ќе одговарат оние кои што не си ја завршили услугата. А ако се фаворизирало нешто, или ако имате сомнеш кон таа работа, вие пред време, пак велам, јас во еден од моите говори, гатачката сериозно ви ги нарушило концептот на функционирање во партијата. Прочитајте го целата одлука, сите ставови кои што се поменуваат. Значи има промена во делот во кој што се бришат рурални средини, па место рурална се става месна. Значи има некои делови кои што не се од некој посебен карактер, меѓутоа им се потребни. Обележувањето, изградбата и одржувањето на користење на автобуските терминали и патната опрема што ги донесува на Советот на општина Битола ќе ги донесува. После исто така, доколку некој од превозниците добие одземање на дозволата, значи да можат да конкурираат другите кои што се веќе на листата тука, значи да нема повторно јавен превоз па да се прекине линијата, граѓаните да чекаат. Тоа е подобрување на нештата. Тоа е во интерес на граѓаните. А ако е во интерес само на еден, тогаш немало да стојат овие одлуки, немало да има измени, напротив ќе си функционирале досегашните и немало да бидат по-рестриктивни, односно во интерес на граѓаните. Рестриктивни се за превозниците, затоа што факт е дека некои од граѓаните се жалат на услугите. Со тоа општината влегува во решавање на проблемот, а не кон негирање, она што е спротивно. Во годините 12 години кога ќе споменуваш опозицијата, имате проблем, вие го негиравте од почеток до крај за било која точка. Сега кога со одлуки се менуваат во интерес на граѓаните,
ние велиме ова можеби е нешто за кој што некој се фавозизира. Тоа морате документирано, ама во интерес на граѓаните, не само политички говор во кој што ќе се манипулираат информациите и ќе се кажи само на точка еден пасус во кој што мислите, пак велам, не е ни точно дека ќе биде добро или е така како што вие го предвидувате. Ви благодарам. Тошевски, povedете. Благодарам председателе, немам намера да одговарам на вредите, само во интерес на вистината. Значи, со членот 9, што е предвидено едно возило, чисто да ви појаснам и вас колеги советници на сите од мнозинството, значи со членот 9, каде што е предвидено едно возило биде во резерва за поголем број на пакет линии, значи хипотетички едно возило доколку има Евро 5 стандарди, ги остава во резерва за сите други линии, конкурира со Евро 2, ќе биде тој автопревозник добија повеќе до овој начин на будирање, добија повеќе поени и ќе биде остатокот од превозници нема да бидат конкуренти. Разбирате? Че само со едно возило, Евро 6 или Евро 5 ако има, кој што ќе може да го пријави како резерва за сите линии, биде пред сите останати. Едно возило кое што никогаш нема обврска да го стави во употреба. Затоа зборувам, одговорно тврдам, дека сето ова дава простор за форсирање на некој од автопревозниците. Нема логика. Нема логика да менувате одлука додека се уште имаме активен оглас за доделување на пакет линии за општински линиски превоз. Не постои таков кој што го одобри ова. Зошто гласавме против ова одлука која што денес ја менувате? Затоа што граѓаните добија високи цени на билети, затоа што граѓаните добија намален квалитет на услуги. Затоа денес правите некое си дополнување на стојалиштата кои што смеат да стануваат, тоест ќе бидат обврзани да стануваат возилата кои што доаѓаат од дел од руралните средини. Благодарам. Благодарам. Корлевски, реплика. Значи, се извинувам доколку негде нешто, меѓутоа на никој лично не сум навредил, нити пак споменувам точни работи. Членот 9 гласи точно. Вака вели, не е само едно. Туку сопственикот мора да има договор за лизинг за минимум едно регистрирано возило. Значи, и минимум едно возило во резерва. Значи, не е едно, колега, не е едно. Едно треба да има во резерва и договор за лизинг. Лизинг, значи, предпоставува дека во моментот на било кое друго возило, тој може да нарача на лизинг, значи треба да има договор за лизинг, да земи возило слободно. И тоа е факт на лизинг која можете да купувате или да имате договор со фирма која што ви дава возила на отплаќање. Значи да има договор за лизинг. Тоа точно стои. Прво тоа стои. Треба да има договор за лизинг. И второ, не е точно дека второто возило со кое што ќе конкурира ќе биде со Евро 2. Зошто? Затоа што во членот 2 гласи кој ги исполнува потребните техничко-експлоатациони услови за моторни возила, наменети за вршење на општински линиски превоз. Значи да ги исполнува истите услови кои што претходно. Не може едното возило да биде Евро 5, а другото да биде Евро 2. Тоа го пише во членот. Зошто ја манипулирате јавноста? Јасно пишува за тоа. Значи мора да ги исполнува техничките услови. Упорно само се, значи договор за лизинг да има јавното и резервно возило. Значи прво го потребува резервното возило, нормално доколку едното е во дефект, и договор за лизинг со кој што ќе докаже дека нормално доколку му се случат две возила, три, она што вие го споменувате, или за кој што вие сметате дека можеби да биде проблем на граѓаните, тие да го активираат лизингот и да си порачаат возило, да му достават или така натаму.
А исто така не може првото возило со кое што конкурира со Евро 5 стандард да биде со Евро 2, затоа што во членот пише дека мора истите возила да ги исполнуваат условите кои што се за користење на возилото. Дочитајте го членот, повторно велам. Која е потребата да се изврши манипулативна информација кон граѓаните? Политички поени, добро, во ред. Меѓутоа не се фаќајте за членови, коментирајте слободно. Еве, јас не возрекем упорно, си коментирате дека има ваков превоз криминален, не знам што поскап. Да не навлегувам, јас ви кажав од почетокот. Може би ви вреѓа таа ситуација, но сите училишта најголемите долгови ги правеа со превозот. И заради превозот. И упорно тоа не сакате нити да го прифатите, нити да го признаете. Сега кога нешто се изменува во интерес на граѓаните, повторно, и не сте против, туку сте воздржани. А ако мислите дека оваа работа е лоша, дека не е во интерес на граѓаните, гласајте ја против, спроведете ја, така ќе кажете и сериозност и став кон граѓаните. Вие постојано за сериозни точки кои што се во интерес на граѓаните, немате став. Воздржани. Тоа кажува за неодговорен пристап. Ви благодарам, председател. Благодарам. Може. Значи Тошевски имат реплика и контрреплика, Костурска видов дека сака збор, меѓутоа дури не завршат со репликите, не можеме на друг. Претходно имаше и Лиевски исто методија реплика. Повелете Тошевски. Очигледно членовите од оваа одлука се толкуваат од страна на вас мнозинството така како што вас ви одговара и манипулацијата со граѓаните ја правите вие самите. Значи што се однесува на членот 9 многу добро, јасно и гласно е наведено да е собственик или да има договор за лизинг. Станува збор за една иста работа и да има едно возило во резерва за сите линии. Претходно требаше да има најмалку едно возило во резерва за секоја линија. И таа е разликата сега, која што не оди во корист на граѓаните, туку оди во корист на фаворизирање на некои од автопревозниците. А кога зборувам за евростандард, за еколошките стандарди, значи согласно експлоатациони услови за моторни возила, наменети за вршење на општински линиски превоз, минимум еколошки стандарди кои што треба да исполнуваат возилата со кои што ќе конкурираат автопревозниците се Евро 2. Доколку отворете го јавниот повик, колега Корлевски, ќе видите дека доколку превозникот конкурира со Евро 3 возило или со Евро 4 или со Евро 5 или Евро 6, добива повеќе бодови. Тоа е нормално, тоа е во ред. Меѓутоа, со измените во членот 9, автопревозникот добива право едно возило пријави во резерва за сите пакет линии, што пример ќе биде со Евро 6 или Евро 5 и ќе биде далеку по-конкурентен пред другите автопревозници, иако нема обврска тоа возило со Евро 5 или Евро 6 никогаш да го стави во функција. И затоа, добро ако ме слушате, добро ако ме пратите, сакам само да ви појаснам како стојат во моментот работите и за каква одлука денес ќе гласате за. Одлука која што никако не оди во корист на граѓаните. Одлука која што никако не оди во подобрување на услугите. Тоа е тоа што сакам да ви го кажам и што сакам да ви го објаснам. Затоа толкувајте ги членовите од оваа одлука така како што се напишани, а не така како што вам и одговара. Благодарам. Корлевски повели. Најкратко што може. Не сум правник да ги толкувам, да не навлегувам во дискусија и да го оптеретувам советот. Еве, слободно ВМРО ДПМН нека кажем. Кои автопревозници власта ги фаворизира или кој е тој што ќе добие? Ако знаете, кажете го уште од сега да знаеме, па навистина ќе речеме дека ние го фаворизираме или тој превозник е превозник кој што го фаворизира СДСМ. Еве, слободно кажете и со тоа ќе расчистиме дилемата, па ќе видиме дали сте во право, па кога ќе дојдеме да разговараме за
во наредните седмици за таа работа, ќе видиме дали сте биле во право и пред граѓаните кога ќе излеземе за скоро на изборите, дали сте биле во право или не сте во право, ова што сега го говориме. Кажете, речете, СДСМ и Сдружената опозиција, ова власт заедно го фаворизира тој превозник, тој е нивни човек, како што ние кога бевме опозиција велевме, го кажевме, го тврдевме, го докажавме со судски пресуди. Еве, сега слободно речете, тој е превозникот што ќе се фаворизира. И немојте, доколку се повредело тоа возило сите тие работи, па ќе било од штета на граѓаните и останати работи се ќе толкуваме. Него толкуваме и правилникот до крај, доколку не се искористат сите работи или посебните услови кои се за користење на техничките предиспозиција, ќе речам, на возилата кои што треба да имаат за да конкурираат. Слободно, нека ми одговори било кој сака од ВМРО ДПМН дека тој е превозникот што СДСМ и власта, тоест го фаворизира и ќе биде тој што ќе ја добие линиите, сите ќе ги добие и ќе нема никакви резерва, нити возила, нити услови, нити бутор. И благодарам. Благодарам. Дали Методија Илиевски имаше реплика, дали ќе ја користи? Ако не, Костурска збор. Povedете. Благодарам, председателе. Почитуван председател, почитувани колеги советници, почитувани присутни медиуми. Би сакала да дискутирам на оваа тема затоа што повеќе пати, во повеќе наврати беа споменати бројки во насока на зголемување на цената на граѓаните, што се однесува до јавниот превоз во нашата општина. Меѓутоа многу некоректно, затоа што требаше комплетно да бидат споменати бројките. Секогаш е ценам способноста за говорење со факти и конструктивноста, а не способноста за надмудрување или некоја наводна досетливост. Денешниве точки, што ги дискутираме, не значи носење на нови акти, туку подобрување на воспоставениот модел на јавниот превоз во градот. Да се подсетиме, зашто ние како советници треба веќе добро да ги знаеме работите, дека во тек на јавна набавка исто така може да се направи промена на тендерска документација. И многу важно, овозможување на поголемата конкуренција што се прави со донесување на точки, никако не значи злосторничко здружување, туку напротив, ограничувањето на конкуренцијата што се правеше порано, долго време, беше злосторничко здружување, што е потврдено со првостепена пресуда во процесот Транспортер. Неодминливо е оваа тема превоз да ја поврземе и да ја спомниме со темата образование во нашата општина. Може би во другите општини не, меѓутоа во нашата општина сигурно. И добро знаеме една убава поговорка, една убава мудра мисла која што вели дека ако треба да се уништи едно општество, најлесно е да се уништи неговото образование. Точно тоа се правеше 12 години локална власт во време на владењето на ВМРО ДПМН и скоро 11 години централна власт во тоа време. Тоа беше време кога проблемите во образованието доаѓаат проблемите во превозот и тоа значеше голем проблем на целокупното работење на општина Битола тогаш, или би рекла на целокупното неработење тогаш на општина Битола. Ние не бегаме од проблемите, ги решаваме. Меѓутоа, добро е, колеги советници, да се подсетите, затоа што граѓаните, родителите и сите кои што се на било каков начин вклучени во образование, ги памтат следните факти. А фактите, аргументите беа следни. Во периодот 2015-2020 година, сите битолски училишта, со исклучок на 2 средни и 2 основни, значи сите останати, имаа склучено 5-годишен договор за општински линиски превоз. И разликата во склучувањето на тој договор е што бил направен без да се реализира јавна набавка. И тоа беше причина зошто 2 средни и 2 основни училишта не го подпишале тој договор. И сега вие споменувате политички монтиран процес, ако што знаеме дека има и судска разврска. Да се подсетиме дека годините од кога СДСМ ја води начело на локалната самоуправа, заедно со коалицијата и со градоначалничката Наташа Петровска, подготовката за јавната набавка, за превозот на ученици, кој што е дел од јавниот превоз во
училиштето, во општината. И затоа мора да ги поврзиме сите овие материи. Започнуваше од месец мај-јуни, за да може навреме јавната набавка да се распиши. И кога споменувате бројки, коректно е до крај да ги спомните бројките. Затоа што оние кои што го користеа превозо многу добро знаат. И оние кои што го плаќаа граѓаните, го плаќаја превозо и граѓаните го плаќаја тој финансиски колапс во образованието. Бистрица Битола, Бистрица 127,6 денари за еден ученик, за еден ден, наспроти 90 денари после менување на тарифниот модел. Кравари Бистрица Кравари 139 денари за еден ученик, за еден ден, наспроти 70 денари. Можам вакви безброј примери. Меѓутоа, еве уште само еден драстичен. Меджитлија Битола Меджитлија, каде што знаеме дека Меджитлија оддалечена од Битола 13 километри, картата за еден ученик за еден ден беше 314 денари, а можеме да ја споредиме, например, со повратната карта Битола Охрид, кој што изнесува 310 денари, значи 314 наспроти 310 денари, едната релација е 13 километри, а Охрид знаеме добро каде е, 70 и кусур километри. И кога сме кај конструктивноста, и тоа што ништо не ви се допаѓа, во се гледате злосторничко здружување, во се гледате негативизам, а сепак ќе гласате воздржано, да ве потсетам дека пратениците на ВМРО ДПМН гласаја против законот за дополнување на законот за превоз во патниот сообраќај, со кој што учениците почне да се возат со истиот превоз и по истите цени како и останатите патници, закон инициран точно од оваа локална самоуправа и од градоначалничката. И уште еден закон, кој што повторно вашите пратениците на ВМРО Не ве слушаме. Костурска, исклучен е гласот нешто. Не ве слушаме последните двете реченици. Ништо не се слуша. Да. Ама дефинитивно ни таа тебе. Да, и таа не ме слуша, да. Ве молам, колешке Костурска, последните две-три реченици не ги слушнавме од кај вас. Последните две-три реченици. Дали се слушаме? Колешката Костурски. Во ред. Добро. Не ја слушаме колешка. Дали некој друг бара збор по темата? Валентин, од службите дали има некој присутен? Да. Да, вака сега баш го гледав правилникот, односно одлуката за општински линиски превоз. Барате збор, така? Да. Да, добро, колегата Јанкуловски, повелете. Имам прашање до општинските служби. Например, на број на линијата 3. Тука се предвидени повеќе автобуски стојалишта, каде автобусите треба да застануваат и да ги земаат патниците, меѓу кои и автобуското стојалиште кај Плодност и автобуското стојалиште кај бензинската пумпа Макпетро. До сега во целокупното трајање на договорите на тој што го има семено договорот и за оваа линија број 3, до сега не пуштил автобус да врти на овие и да застанува на овие две автобуски стојалишта. Она што граѓаните огледаат се само автобуси од приватни компании кои ги носат работниците на своите работни места. Прашањето до службите ми е кој тоа во општината го дозволува ова непочитување на договорот, односно на превземената обврска, да автобусот со линијски број
3 не застанува на автобуското стојалиште Плодност, Мак Петрол, односно истите две ги прескокнува. Дали досега во сите овие години општината има издадено и некои санкции заради непочитување на овие договори? И второто прашање ми е како после работното време на општината и за време на викенди граѓаните ќе можат да се жалат заради неправилности кои ги прават превозниците. Благодарам. Да, благодарам. Дали некој друг бара збор? Дали имаме од општина одговор за дел од прашањата, некоја администрација? Председателе. Повели Корлевски. Не, само да ви известам дека има проблеми со Wi-Fi, затоа гледате балце луѓе, овој телекабел се трнати, затоа колегите веројатно ќе се приклучат на мобилна Дел од мрежа. советниците наеднаш се исклучија, десетина советници се исклучија наеднаш. И кај мене сите што се издаде новиот дел, да. Службите има некои. Поведете. Никол Ченкуловски, Службите поведете. приклучени се, Валентин. Волам? Од службите има некои. Да, поведете. Значи, моето прашање беше кој тоа во општината го толерира неодговорното однесување на дел од превозниците, конкретно е линијата број 3, каде меѓу другото има и две автобуски стојалишта, Плодност и Мак Петрол, кои автобусите ги избегнуваат овие стојалишта. До сега, од почетокот на тендерот кој бил за овие линии, до сега автобус не поминал од општинскиот линијски јавен превоз и не застанал на овие две автобуски стојалишта. Односно, истите се прескокнуваат. Единствено, застануваат автобуси приватни кои носат работници на своите работни места. Кој тоа во општината тоа го толерира, бидејќи превозниците кои ги земаат линиите, сигурно дека преземаат и обврски, истите да ги почитуваат и да го запазуваат возниот ред. На овие две автобуски стојалишта досега автобус не е застанат. Дали досега имало санкции на овие превозници, на оваа линија број 3? И што во иднина ќе се превземи во однос на тоа на кој начин ќе се жалат граѓаните после работното време на општината и за време на викендите? На кој начин ќе се жалат од неодговорното однесување на други превозници? Благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Дали некој друг бара збор? Веселин Талевски, професорот. Талевски, да, ама не можеме да се слушнеме никако. И сега не слушаме. Нешто е проблемот. Дали мене ме слушате? Да, сега Костурска ја слушаме. Веселин. Нешто е во телефонот. Не. Нешто е во телефонот. Има проблеми со тоа, затоа да не има и кај другите. Другите не се мешате, ке. Костурска не слушнавме последните неколку реченици од говорот кој го имаше. Последните реченици, да, завршував. Последните реченици само за поврзување помеѓу темата, материјал за кој што зборував и точките за кои што денес разговараме и дека конструктивно е да разговараме со факти од сите страни. Благодарам, председател. Добро, ви благодарам. Игор Талевски е приклучен, ако има дел од прашањето на колегата Јанкуловски. Повели го. Значи, да, за линија број 3 не застануваат, бидејќи линија број 3 со години наназад ниту се распределува, значи никој ја нема таа линија и не е предмет на распределба
и затоа тие автобуски стојалишта не се користат во општинскиот линиски превоз за сега. Ако понатаму има потреба, значи за да се вози и таа линија да се распределва, меѓутоа од мене колку што ми е познато, години наназад тројката не сообраќа. Таа е утврдена како линија, како траса, меѓутоа не се распределува и не сообраќа. Претпоставам дека и немало ни некој интерес. Добро, ви благодарам. Да ги се проверат треба пак договорите. Не сум баш сигурен дека не била на тендер дадена до сега. Тогаш и автобуски постојки се поставија од 2015-16, сега не знам точно која година беше, заради таа причина, за да се обраќаат автобуси. Тоа е навистина изненадување за мене. Да, меѓутоа автобуските стојалишта не се само за општинскиот линиски превоз, тие се и за посебен линиски превоз на вработени, како што кажавте, значи автобусите од РЕК, од Кромберг и од други фирми можат да ги користат тие стојалишта, иако не се, да речеме, не се користат во општинскиот линиски превоз. Значи не се стојалиштата само за општински линиски превоз. Добро, за безбедно застанување на автобусите, без разлика од кој вид на превоз, и за безбедно качување и слегување на патниците. Добро, ви благодарам. Дали друг некој бара збор? Јас барам збор, председател. Повелете, колега Точевски. Точно така, треба да зборуваме цело време со факти. И еве на сите бројки што беа спомнати, ако ги додадете тие тие планирани 15 милиони денари со кои што требаше субвенционирани суми од Царев, дори не знам и од некои други населени места, прашајте ги родителите на тие дечина колку дневно плаќаја еве од Царев двор за да стигнат до некое средно училиште во Битола. Прашајте ги колку плаќа, или еве поблиски населени места. Еве од општина Новаци. Прашајте ги родителите на дечината на учениците од општина Новаци, од општина Могила. Колку дневно трошеја поради неможноста да вие му обезбедите јавен превоз. Извинете, бесплатен училишен превоз. И пошто гледам дека имаме представник од општина Битола, значи истото се случува и со линијата број 1, Брусничка населба. Често се случува да автобус не сообраќа, значи во текот на целиот ден во еден правец, и често се случува да истите тие автобуси не сообраќаат, не знам, после 17-18 часот, значи тоа е честа појава. Знам дека во текот на здравствената криза имаше одредени редукции на линиите, меѓутоа и пред тоа и сега после тоа редуцирање на линиите имаме безмалку истата ситуација. Така да проблем е јавниот превоз, линија 1 во делот на Брусничка населба и понатаму. Добро, ви благодарам. Ако може, еве нека одговори представникот од општината. Ако може и дали некој друг бара збор? Борче Корлевски. Само едно мало подсетување и нормално да се побијат манипулациите. Колегата заборава дека на претходните седници во минатата година, особено на крајот на учебната година на претходната и пред таа што беше, кога се носеше одлуката за субвенционирање на училишниот превоз, имаше прашања, имаше дополнувања, граѓаните добре да ги подсетиме дека учениците сите тие си носеа фискални сметки и им беа исплаќани пари. Ние ги прашувавме учениците колку трошат како власт, одговорна власт, и му ги рефундиравме средствата на учениците. Значи, тоа е вистината и реалноста. Колегата заборавил на тие седници, можеби не се сеќава, меѓутоа добро е да се подсетиме ние како им беа рефундирани средствата
Имаше промена на буџетот и на ставките за дополнување во таа област, во кој што требаше основните и средните училишта за сите ученици кои што дајат и од Царев двор и од Новац и од било каде и од Могила, за да му се надополнат средствата. Тоа добро го знае колегата, меѓутоа не е оди во прилог да го спомене, затоа што стои како факт, стои како документ дека тие средства кон учениците се исплатени. Говоревме за тоа до кои училишта, коментиравме на тие седници, до каде исплатата и така натаму, меѓутоа колегата подзаборавил, меѓутоа добра е јавноста да ја запознаеме, мислам повторно да ја подсетиме за нешто што е резултат на она што сака да го изманипулира колегата. Ви благодарам. Благодарам. Друг некој да во разбор? Повторно јас, председател. Тошевски, Иванчо. Колега Корлевски, мислам дека е надвор од здрав разум на овој начин да ја водиме дискусијата во Советот на општина Битола. Кога станува збор за подсетување, еве сега да ве подсетам дека овој модел и начин на рефундирање на средствата кој што беше спроведен во општина Битола беше предложен токму од мене во име на коалиција, во име на ВМРО ДПМН и коалицијата. Значи, токму од мене беше предложен и доколку го прифатевте целосно начинот на кој што јас го предлагав да биде рефундирањето, тогаш второ полугодие на учебната 2017-2018 година, кога учениците останаа без превоз, тогаш ќе имавте можност да ги рефундирате и тие средства на учениците. Меѓутоа не ги рефундиравте. Исто така заборавате дека не ги рефундиравте учениците, не му беа рефундирани средства на учениците кои што немаше како, немаја можност да користат јавен превоз. Затоа што до голем број населени места немаме општински линии. Исто така голем дел од учениците од околните идеа со меѓуградски превоз. Исто така и на дел од нив не му ги рефундиравте. Така да, подсетете се добро дека овој модел и начин на рефундирање како едно преодно решение за вакуум просторот кој што вие го создадовте благодарение на недоброто конципирање на постапките за јавни набавки во делот на превозот. Значи, размислете добро и подсетете се дека овој модел на рефундирање беше предложен токму од мене во име на ВМРО ДПМН. Ама. Овој ли колега Корлевски? Ви благодарам, председателе. Значи, за овој модел, колега Тошевски, 12 години бевте локална власт. Бевте дел од локалната власт. Бевте дел од органите на ВМРО ДПМН. За модели се слушаме? За моделите и за сите тие останати работи за кои што вие ги предлагавте, имавте толкав голем период да ги предложвате, не само да ги предложвате, туку да ги применувате за интерес на граѓаните, ама нити ги предложвавте, нити ги усвојувавте. Така да душегрижници отпосле генерали е малку друга работа. И се околу навредите дали е здрав разум, значи здрав разум, да разговараме во врска со модели. Не треба да имаат учениците јавен превоз за да стигнат, немале јавен превоз во смисла на автобуски и меѓуградски линии. Значи тука се признава и фискални сметки од такси возилата, превоз и така натаму. Тоа беше моментално воведено и исполнето и регулирано за учениците. Ама тоа беше како секундарна мерка, додека не се среди еден хаос во кој што го беше оставиле вие и беше да така функционира заради она што се случи со превозот во вашето време.
на владење, односно владење на ВМРО-ДПМН, во однос на училишниот бесплатен превоз. Затоа, кога зборувате за училишен јавен превоз и модели, за кога зборувате за рефундирање на средства, мислам дека е здраворазумски да признаете дека општина Битола ја штетивте за милиони евра. Учениците за исто така неквалитетна испорака на услугата, а училиштата со вашиот модел ги донесивте до тотален колапс. Токму преку јавниот превоз за бесплатен превоз на училиштата. Сега, кој во однос на крај на моветата се осеќа тука повикан или не, тоа е друга приказна. Меѓутоа, дали и вие сте го понудиле, ви кажав кога требаше да го понудвате, и да го регулирате, да внимавате као душегрижнички дека некој може да разреши. Сателе, не знам ни дали се слушавме ни не, поединци се метнуваат, меѓутоа... Се слушаме, меѓутоа микрофонот кај Ристенка е приклучен и не можам да исклучам јас, не знам зошто. Меѓутоа, добро, еве се среди. Во ред беше, твоето излагање се слушаше. Дали некој друг бара збор? Не, колегата Талевски не го слушам никако. Не го слушам. Добро, друг некој? Никој не бара збор, го заклучувам претресот по овие точки и точките ги ставам на гласање. Ќе се изјаснувате за сите 3 точки заедно. Ако некој има различно гласање за секоја точка, ќе нагласите дека за точките гласате различно. Значи, почнуваме со Анита Ангелевска. За сите 3 точки воздржано. За сите 3 точки воздржано. Во ред, Мирчевски Александар. За сите 3 точки воздржано. Александар Мирчевски не слушнав. Не можам да ве слушнам. За сите 3 воздржан кажа, ние го слушнавме. Воздржан за сите 3 точки. Добро, сега слушам. Билјана Поповска. За сите точки за. За сите точки за. Борче Димитровски. За сите 3 точки воздржан. Воздржан за сите 3 точки. Корневски Борче. 3 за. 3 за. Бурим Керими. Не е тука. Валентин Груевски за сите 3 точки за. Веселин Талевски напиша за сите 3 точки за. То го гледаме. Еве, гледате сите вие. Викторија Христовска. Воздржана за 3. 3 воздржана. Драхалска. За 3 точки. За 3 точки. Шеровски Владко. За сите 3 точки за. За сите точки за. Габриела Илиевска. Воздржана. Воздржана. Горан Михајловски. Горан Михајловски не го слушам. Горан Степановски. Елена Трајчевска. Габриела да се исклучи, ако може. Габриела Илиевска да се исклучи. Добро. Елена Трајчевска, не ја слушнав. Елеонора Илиевска. За 3 точки за. За 3 точки за. Елизавета Тодоровска. 3 точки за. За 3 точки за. Жаклина Наумовска. За сите точки за. За сите точки за. Зоран Ѓорѓиев. За. За. Зоран Стојчевски. Сите точки за. За 3 точки. Чулаковски. Воздржан за сите.
Воздржан за сите точки Тошевски Иванчо. Воздржан за сите три. Воздржан за точките Налбанти. Трите за. Трите за Методија Илиевски. За. За Јанкуловски Николче. Воздржан за трите точки. Воздржан за трите точки Емилија Илиевска. Воздржана за трите точки. Воздржана за трите точки Ристенка Алтипармаковска. За трите точки. За трите точки Славе Најдовски. За трите за. За трите за Сте там, сте. Не. Емилија Костурски. Трите точки за. Трите точки за Крнчева. За сите за. Сите за Тони Коњановски. Воздржан за трите. Воздржан за трите точки. Джаве дуа. 17 за 17 за 10 воздржани. Гласањето беше идентично за сите точки. Констатирам дека втората, третата точка од дневниот Не ред исклучи се. Со ова седницата за денес е завршена. Ви благодарам за присуството. Пријатно.